Почитувани добро вечер, јас сум Александар Видиновски, вие гледате Само вистина на Канал 5 телевизија. Вечерва пратенички дуел или дебата со Благица Ласовска, добро вечер. Добро вечер. И со Бисера Костадиновска Тојжевска, добро вечер и за вас. Добро вечер. Ќе пробам првен да ги поминам овие дневни теми што се, практично што ги имавме во вестите, потоа малце ќе расшириме приказната односно дебатата. Кажете ми, зашто мислите дека или зашто не може да се направи единство за некои важни прашања во државата, како на пример за собраниска анкетна комисија за Кочанските настани, зашто од вашата партија мислите дека ВМРО ДПМН сака да го минимизира, да го попречи целиот процес? Зашто мислите дека такво ништо би им требало? Па видете, во минатото имавме една надзорна расправа, тоа беше за случајот онкологија, каде што откако се сослуша сите оние сведоци кои што беа планирани со изоставување на еден одреден дел на други сведоци кои исто така беа многу важни, се дојде до еден заклучок дека тогаш се крија документи, дека не биле доставувани се документи до релевантните фактори и дека заклучоците кои се добија од онкологија всушност беа на еден вид модифицирани или мотивирани. Ние го поднесовме барањето за надзорна расправа, онака како што побара и самите родители и како што и впрочем и ветивме, меѓутоа еве денес претседателот ја врати на доработка. Јас се надевам дека ќе постигнеме консензус, како што кажавте и самиот, дека ќе седнеме сите заедно на една маса и дека повеќе нема да дозволиме на ваква трагедија да се случи, односно ќе видиме каде се оние системски пропусти кои што се случија. Добро, вие лично мислите дека навистина ВМРО ДПМН има таква намера да прикриет некој, да го забоштат целиот случај? Сега прашаме како интелектуалец и како човек, бидејќи се работи за многу специфичен настан за да се тера таква политика. Ако има такви обвинувања, треба да има навистина цврсти докази дека тоа се случува. Па видете, јас не реков дали ВМРО ДПМН или некој друг скри. Тогашната надзорна расправа покажа и самите заклучоци од таа надзорна расправа и начинот на кој што се водеше покажаа дека тогаш целиот тој процес се водеше со една многу голема мана, а тоа беше што фалеа документи во однос на да се докаже тоа што некој сакаш или сметаше дека треба да се докаже. Јас се сеќавам бидејќи бев во тој претходен парламентарен состав малку повеќе од 2 години и начинот на кој што се водеше и самата расправа, тогаш нашиот сегашен претседател беше присутен, иако тогаш тој немаше никаква јавна функција, беше присутен, ги приложи сите докази и сведочеше, но сепак на крајот во самите заклучоци и во самиот тек на самата надзорна расправа се заклучи дека фалат одредени документи заради така, тоа што што се реферирам и ова прашање го вадам од денешното соопштение на вашата партија во кој што имаше такви обвинувања за ВМРО дека токму за овој случај ќе се пробуваат нешто за ташката или слично. Па видите исто така она што и денес го изјави и претседателот, а тоа што е наш заеднички став дека од на било која тема да се направи на надзорна расправа, дека ние нема да избегаме. Затоа што денес видовме пак дека ВМРО ДПМН во истиот момент кога нам ни се врати на доработка нашето барање за надзорна расправа, ВМРО ДПМН со знам и со влен поднесоа барање за да се уклучат и сите други трагедии кои што ни се имаат случајно во државата години наназад. Како што кажа и претседателот дека секој можен ресурс кој што го имаме ќе оставиме на располагање, ќе учествуваме во секаква надзорна расправа, меѓутоа малку е прозирен начинот на кој што во ист момент се врати нашето барање. Еден по друг беа настаните. Така па беа, еден по друг. И тоа фрла еден да го расчистам сака вашиот став. Значи вие мислите дека практично што се однесува до соопштението на вашата партија, дека не сте докрај сигурни дека ВМРО сака да прават, ВМРО ДПМН да прават обструкции, меѓутоа како се однесувале за ваков сличен случај кога се работело во собранието во минатото, се сомневате дека тоа како патерн може да се повтори и сега? Па видете, ние имавме една паралелна јавна расправа кога се зборуваше за загадувањето. Имавме и паралелна, односно една беше што се организира двете беа организирани во рамките на собрание, меѓутоа едната личеше малку повеќе како на надзорна расправа каде што имаше навистина еден така наречено одбрано друштво, додека во другата надзорна расправа која што беше организирана по прописи од страна на соодветната комисија, имавме учесници кои што навистина зборуваа за вистинскиот проблем и заклучоците од таа надзорна расправа беа понатаму доставени до сите институции. Така да сме ги виделе сите сценарија, каде што имало и две паралелни. Благодарам. Што мислите за ваквите ставови? Прво морам да коригирам колешката дека заклучоците од таа надзорна расправа за онкологија за жал не беа изгласани. Ако добро се сеќавате. Значи имаше, но не беа изгласани. Прво тоа. Второ, дека
ние како партија сакаме нешто да сокриеме за еден ваков трагичен случај е далеку од памет. Денеска ние излеговме со предлог и доколку навистина сакаме и целата јавност да го расчистиме овој случај, нека се допотпишат на нашата иницијатива и како зрели, возрастни луѓе, како политичари кон кои што јавноста нели гледа, треба да ја одржиме таа анкетна комисија, бидејќи јавноста бара одговори за сите овие случаи. И ние како општество генерално треба да дадеме одговори за сите овие случаи. Каде зател системот и кој бил виновен. Добри, логичното прашање сега што се поставува е зашто сега, паралелно со Кочине, зашто претходно ова не го направивте, бидејќи имавте време да повикате ваква расправа ако сакате. Ако добро се сеќавам, коригирајте ме, мислам дека и тогаш ние имавме такви иницијативи кои што беа одбивани, но никогаш не е доцна за да ги извадиме одговорите на површина и одговорноста на површина, со тоа што нели морам да предупредам дека собранието не е екзекутива, нели ние нема да носиме казни и пресуди, но заклучоците можат да му послужат на обвинителството. Сега тука имаме проблем што нели судскиот процес е во тек. Не знам дали тоа би било разбрано како притисок или не, оставам тоа судството и обвинителството како јавноста да цени, но како и да е, сметам дека ние како собрание, како парламентарци мораме тоа да го направиме и секако да бидеме заедно. Имаат можност колегите, денеска ВМРО-ДПМН е влен и знам, излеговме со пресконференција, ова трае неколку дена, не е од денеска ова иницијатива, уште одамна ова е иницијативата наша. Да скратам, значи немаме намера апсолутно никого да заштитуваме. Немаме намера за една таква ужасна трагедија и болка, национална, колективна, од која што треба не знам колку време и не знам дали ќе се опоравиме како држава, како општество. Нема потреба никого да криеме, напротив, треба одговорите да ги види јавност. Да, сакам да ве прашам, се извинувам што ја прекинам, бидејќи пробувам малце сега да ако можам, тешко ми оди тој процес, таму малце да ви извадам од партиските како се вика убивки и како луѓе да ве прашам, бидејќи станува збор навистина за колосална трагедија. И сега кога ќе видиме дека неголемите две партии условно кажано политика прават на тоа комисии, па ја ќе предложам едно, па ја ќе додадам нешто друго, малце граѓаните се можеби гледат кај сите недоволна искреност да се истурка процесот до крај. Ако некој такво обвинение ви даде, што ќе му одговорите? Ќе дозволите да не се согласам со вас. Значи, јас ова наискрено го кажувам прво како човек, како граѓанин на оваа држава, како родител, како мајка, како да ви кажам, значи не може да остане тоа така. Без разлика на партиските дневни препукувања. Да бидам искрена, некогаш и не ги читам нивните соопштенија или пак можеби ќе помине ден и нашите не можам да ги, не ги следам. Ова ви го говорам најотворено. Затоа што не смееме веќе ние како држава да дозволиме да има неодговорени прашања за едни вакви катастрофални состојби. За една ваква ова е тектонско пореметување на општеството. И јас се согласувам дека ние тука треба да бидеме над ситуација и дека треба да бидеме заедно, не да обвинуваме. Ние немаме законско право некого да обвинуваме. Да направиме заеднички заклучоци. Тие доколку можеме и се надевам, искрено се надевам дека како што вие велите, дека тоа нема да биде дневна политика, затоа што и не заслужува оваа трагедија да биде дневна политика. Заради тој сакам прашањето да го сведам на лично ниво за да добиам поколите. Не заслужува оваа трагедија да биде дневна политика, напротив, ова трагедија и овие другиве трагедии, за да се вратиме малку назад, зарем што мислите, таа болката на секој родител е иста. И тие трагедии не беа трагедии, беа. И сега, ниту да минимизирам нешто, ме разбирате што сакам да кажам. Треба на виделина да ги извадиме, доколку можеме, се надевам,
ќе бидеме на висина на задачата, сите виновни. Бидејќи, да ве подсетам, во минатото вакви случаи немаше за претходните случаи. И за ласкарци, и за Дурмодурс. Живи луѓе горе. За жал, за жал. Прашањето ми е дали ќе прифатите раката еве што е подадена да се трне политиката и конечно барем за еден ваков случај власта и опозицијата да седнат и да го направат тоа што мора да го направат. Без многу драма, без многу спектакли да се направат сите комисии што треба и во собранието и да се заврши ова како што треба. Во однос на овој трагичен настан, мислам дека досега многу пати покажавме дека политиката е навистина на страна и дека мора сите заедно да спречиме понатамошни вакви случаи кои што, како што каже и колешката, дека и ни се случували и понатаму, и мислам дека од овој настан сега не само што нема да се опоравиме, туку ќе остане се на секогаш дел од сите нас кои што бевме во тој момент некако дали на функција или претеници и општо од колективната свест. За жал, оно што јас сакав да го кажам и претходно е дека ваквиот начин, кој што денес се случи многу симултано во однос на поднесување и враќање на тие барања за надзорна, можеби така и личеше дека сепак уште тука игра улога политиката, но ние неколку пати укажувавме и покажувавме и кажувавме дека тука нема делење по ниту една партиска основа, дека тука нема наши и ваши, туку дека тука има кој изгрешил, кој не постапил и кој тој што треба да биде казнет без да се иззема никој од тој процес. Ќе прифатите да се расправи за другите трагични случаи? Да, се разбира. Се разбира дека ќе прифатиме и дека сите кои што таа анкетна комисија ќе надзорна расправа, се извинувам, која што ќе одлучи дека треба да бидат повикани, ќе се појават, ќе дојдат, ќе кажат она што имаат да го кажат, но и дека ќе ги добиеме сите документи од сите релевантни институции без никакво прикривање или без повторување на оние случаи кога во минатото кога за многу работи фалеше соодветната документација за да се докаже дали некој сгрешил или не. Една кратка реплика, ако дозволите. Јас не знам, пред неколку недели кога почна оваа иницијатива, прво беше некои соопштенија од Социјалдемократскиот сојуз дека ВМРО-ДПМН воопшто нема да се согласи, па ќе бега, па ќе се крие. И како дојдовте вие сега до заклучок, сега од несакање на ВМРО-ДПМН, дојдовте денеска до соопштение дека еве како денеска вие се усогласивте, мислам. И ти од вас, ако е многу е, сега да ве враќам назад, за кабли и за кабелот што беше виновен, усогласувањето е сосем на друга насока. Видете, колешке Бисера, не сакам навистина на вакви колективни трагедии да бидеме малициозни, вака јавноста не гледа, една со друга да се обвинуваме, но морам да ве подсетам, значи Кабел беше виновен за една масовна трагедија. И сега вие велевте, не лично вие, но вашата партија, дека ВМРО-ДПМН ќе се сокрие, нема да сака да учествува во анкетна комисија, дека ќе ги направиме сите можни акробации за да не учествуваме. Ние веднаш рековме дека сакаме да учествуваме во анкетната комисија. Ова е моја лична дилема. Да не мислите дека е партиска. Лична дилема е заради случајот што веќе е на суд. Так. Има веќе обвинети, не обвинуваат сега за мешање, па сега како ова анкетна комисија ќе го толкуваат, останува на времето да видиме како ќе не третираат како пратеници, дали се разбираме. Ако добро се сеќавам, веќе за модуларната болница имаше и судска постапка. Што значи дека тој случај, таков каков што се случи, си влезе во онаму каде што треба, во обвинителството. И за другите случаи имаше судски постапки или има се уште и тие се водат, што значи дека тие не се случаи кои што некој така ги оставил, ги тргнал на страна. Од друга страна, трагедијата во Кочани, ако не се лажам, беше на 16 март. Да. Досега имаше многу маршеви, имаше многу апели до пратениците и до сите органи на власт за праведно судење и за покренување на една ваква надзорна расправа. Зошто? Тек откако ја поднесовме надзорната расправа, сега наеднаш и доаѓаме ситуација, сега вие потпишете се на нашата или ние на вашата или како и да е. Дајте еднаш за ова прашање да не бидеме наши и ваши, туку кога
еден ќе поднеси, па тогаш да еден- се усогласиме сите денеска и да не вие правиме поднесовме, трикови, зошто? и Која да е не причина? правиме трикови за доработување или недоработување, туку да станеме и да кажеме дека дајте сите заедно, дали тоа ќе биде на ниво на координаторите, дали ќе биде на една помала не знам, комисија во собрание или како и да е. Зошто сега за се бара надзорна расправа за случаи кои што сте можели порано да ги побарате за сите овие, ама јас не се сеќавам дека Значи, некогаш пак се тоа вртиме во круг. дека тоа било некогаш одбиено. Сега веќе, за да не се вртиме повеќе во круг, сега треба да ја тргнеме политиката на страна и без разлика дали Бисера или Благица или Оливер или Никола прв поднел, зошто тоа да не беше без, еве така да го наречам, еден фолклор на сега вие доработете ја, а тоа да биде така многу јавно направено, сега вие доработете ја вратена, а сега веднаш истиот ден по не знам, еве да кажеме во една разлика од еден час, сега цело владеачко мнозинство предводено од ВМРО ДПМН и сега ајде ние за сите. Ама Дали дека тоа Гаши, вашата партија вела дека председателот на Собранието Гаши на ВМРО Да. ДПМН им купило уште Меѓутоа, 2 недели. Тоа сакам да... Видете, Да. тоа не знам дали тоа е купување на две недели, туку тоа беше еден фолклор да се каже дека вие еве не знаете да ја напишете, бидејќи први стапивме во смисла дека ајде ова мора да го направиме, тоа го бара и Ама родителите на вие сега последниот велите да не март. преме фолклор од целиот случај, а Меѓутоа- сега ми велите соопштените дека било фолклор. Меѓутоа, Меѓутоа, сега испаѓа дека некој тоа го потпомогнал, ајде сега да Кој? на овие да вратиме, а овде ќе кој биде тоа и го прифатено. потпомогнал? Така да Ајде да бидеме малку сериозни, се работи за голема работа. Така, Извини. да. Се докажа? Ајде, после пак. Вака сега. Значи, денеска направивме прес затоа што треба јавноста да знае, новинарите, медиумите, сите да знаат дека надзорна расправа ќе има затоа што велевте дека ќе нема. Прво. И да ја заокружиме, мислам, тука тема. Второ, председател на таа надзорна комисија ќе биде од опозицијата. Простор. Председателот на кој да е, не знам, еве, договорете се. Председателот на таа комисија ќе си обезбеди, вие како опозиција ќе си обезбедите сведоци. Јас не ја гледам причината зошто не би се вклучиле вие во оваа надзорна расправа. Ама никој не рече Бидејќи дека вие нема да ќе се ја вклучиме, водите, немој така, нема да... Манула. Него уште разбрате Знаете, се вклучуваат сите. Да, немојде така, да, не е дека нема да се да ја вклучиме. води ВМРО ДПМН, мислам нема да ја води власта, туку ќе ја води опозицијата. Мислам како да кажам, Не, доволно... добро, меѓутоа кажа дека ќе се Добро. вклучите ви, Да, слушнете тогаш- што се ја кажа. Да. Тогаш, значи да се надеваме Добро. дека Можеме да заклучиме, да го заокружиме овој дел, дека деломен консензус постигнавте за ова. Претпоставам дека и сакате сите до истата цел да стигнете, може би по малце различни патишта, меѓутоа целта е иста, ќе ве молам колку што може повеќе да соработувате, барем за овој случај, меѓутоа и за тоа што се приоритети на државата во надворешната политика, во европските интеграции, нешто што е многу важно. Некој може би го потценуваат тоа прашање, некој го изфрлат како врвен приоритет, меѓутоа и власта и опозицијата барем за сега различно гледаат како да стигнеме до таму. Дали владата на СДСМ успеа да направи такви политички потези по кои што сега ние сме заглавени таму. Практично прифати нешто што сега не може да се исполни. Сега вашиот дел од одговорноста за не вашиот лично како партија за целиот процес, па потоа ќе стигнеме набрзо и што би требале да правиме утре за како да се откочи ова. Владата на Социјалдемократскиот сојуз направи тоа што во тој момент беше возможно, што беше опипливо, еве така би рекла, за да се проложи тој евроинтегративен пат, кој што веќе сме на него скоро 20 години и кој што има за цел да не стави во едно семејство, каде што тоа ќе значи подобар живот за граѓаните, подобра иднина за младите и така натаму и така натаму. Но бидејќи тоа беше оценето како погрешен чекор од страна на тогашната опозиција, владата на Социјалдемократскиот сојуз ги изгуби парламентарните избори. Врз основа на тоа
врз основа на тоа дека тогашната опозиција ветуваше и подобра преговарачка рамка и или уставни измени со одложено. Да, се извинувам се, ќе прокинам само секунда, се извинувам многу, исто како што ја прашав господината Ласовска, вие како човек, дали сега ќе се вратите назад на тоа, кога ќе правите ретроспектива на тоа се што се случувате, размислувате дека можеби во определен момент можевме и попаметно да изиграме малце подалеку да ги предвидиме работите, за да не се најдеме во ваква ситуација, или ако повторно се вратите, повторно се исто ќе направите. Видете. Ме интересира како размислувате. Видете, во тој момент и во тие прилики, мислам дека сите колективно ќе се сложиме дека повторно би ги направиле тие исти чекори, бидејќи во тој момент тоа било она што било испреговарано, ставено на маса и она било тога што ни давало надеж дека ние ќе продолжиме понатаму. Јас можам да кажам дека владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз го заврши скрининг процесот, успеа да отклучи еден процес кој што беше навистина многу долг и уште подолго време ни представуваше едно многу пошироко вето, кое што кога го решивме, а начин на кој што се реши, ние станавме земја членка на НАТО, што до оваа перспектива тоа било недобрата одлука, затоа што денес гледаме што се случува во Европа. Да бидеме конкретни. Зборувам за потпишувањето на Преспанскиот договор. Така, што се промени. Каде што имавме заштитен јазик, култура, каде што имавме заштитен идентитет, нешто што, ако не се лажам, беше во текот на оваа година, затворено прашање кое што видовме дека повторно се отвори. Што значи дека она што беше загарантирано претходно и она што беше и во таа преговарачка рамка подоцна ставено како заштитена област, видовме дека од некои други сили сега, навистина ќе знаеме од кои мотиви, од кои причини, тоа се отвори повторно и повторно ќе кажам, оние чекори што ние ги превзедовме во тој момент беа навистина најдобри. Меѓутоа не гледаме сега од другата страна, веќе година и пол бидејќи така тоа окажува извештајот дека она што беше ветувано како подобра преговарачка рамка, како одложени уставни промени одложени со одложена примена или било кое друго прашање кое што ќе не внесе или кое што ќе не турни напред, затоа што постојано слушаме дека во овој момент да започнеме, ние ќе бидеме многу пред Албанија. Албанија сега го отвори последното поглавје. Извештајот на Црна Гора и не затвори ниту едно, мислам да бидеме објективни. Видете, има земји членки кои што најважно е дека се движат напред, дека се препознава нивниот тука нема ни дилема, никој гледаме што. Во извештајот на Црна Гора, значи ги гледам најблиските соседи, нема ниту една забелешка по однос на тоа што е како се движи земјата. Гледаме дека земји дури кои што биле навистина многу поназад од нас, сега се веќе понапред. И сега велиме двете најголеми партии дека тоа е стратешкиот интерес, ама она што го покажува овој извештај е дека напредокот е многу, дека е всушност непостоечки, дека овде сме ние во еден статус кво. Сега влегуваме малце во тоа што би направиле, само за да бидеме поефикасни, ќе ми дозволите да сублимирам, значи да ви од оваа гледна точка се што сте направиле во однос на францускиот предлог и прифаќањето на уставните измени, повторно би го направите. Мислите дека тој во тој момент беше најдобро нешто за државата и дека власта за година и пол успеала да изгуби, како што видите, дел од придобивките околу идентитетот во врска со Преспанскиот договор. Ако добро ве разбирам. Дека во тој момент кога се направиле тие договори, тие биле најдобри. Во тој момент, тоа е тоа што е така, тоа што било ставено на маса. Просто, не знам, колешки Бисера очигледно не сте ја научиле лекцијата од граѓаните. Владата на Социјалдемократскиот сојуз, ајде да не одиме подалеку, овие 7 години, кажувате дека повторно пак би го направиле тоа и добро е што го кажувате ова, да го слушаат граѓаните и да не ве гласаат додека не ја научите лекцијата. И овој потоп што го добивте, уште поголем потоп да добиете. Оти не сте ја научиле ниту лекцијата, ниту гласот на народот. Тоа било најдоброто нешто што сте го прифатиле во тој момент. Кога на улица имавте, не знам, илјадници луѓе, кога ние како опозиција внатре ви викавме дека не можете, немате двотретинско мнозинство, практично вие многу не излажавте. На нас пратениците ни дадовте еден, тоа беше информација некаква. Протоколите не ни ги дадовте. Не видовме што потпишал, особено вториот протокол. Не видовме, му дадовме така одврзани раце на Бујар Османи. Да, знаете како направивте? Убиениот човек
ај ќе го убиеме човекот, па после ќе му правиме реанимација. Вака со пластичен пример да ви кажам, што и направивте вие на државата. И сега ние тоа треба да го средуваме. Ајде. Ајде. Значи, лесно е да се каже ајде. Требаше ли да размислите? Тогаш ви кажавме. Значи, немојте. Немате двотретинско мнозинство. И да ве прашам уште нешто. Ево, реторичка, нека биде прашање. Како то во средата Димитар Ковачевски кажа не го прифаќам предлогот, да бидам искрена, сите се израдувавме, и ние, затоа што не го прифати предлогот, кој го толку многу разубеди за 2 дена? После 2 дена. Што толку внесовте вие измени во тој француски предлог, така наречен француски предлог, кој што стана европски предлог? Ништо. Добро, не сакам многу да влеземе сега во расправа. Не, мораме да влеземе за да знаат граѓаните дека не ги научиле лекциите. То мора да се знае. Сега вака. Сега од тоа да мериме на време да видиме кој нема колку потреба, зборува. говорете, сам коректни сте, нема потреба. Од тоа, јас морам само една реченица од сегашниот извештај да прочитам, до што доведовте вие. Во кластерот демократија, значи функционирање на демократските институции, говорам за сегашниот извештај, вели негативните карактеристики се покрај препораките од ОДИХР и Венецијанска комисија, клучно е што не се направени обиди за усвојување на уставните измени за вклучување на бугарите и другите. Прво, смена на уставот е чисто внатрешна работа на секоја држава и тоа треба да се знае. Секој нема никој дилеми од тоа. Очигледно некој имаше дилеми. Кој? Очигледно имаа дилеми. И секогаш имаат дилеми кога треба да се отвара уставот. Секогаш имаат дилеми. Социјалдемократскиот сојуз, референдум имаше за името, знаете како се смени. Да се враќаме на назад. Бев сведок на настаните. Не сакам да кажам дека тоа Бев сведок ние на си го настаните. направивме. Не, они го направија. Треба да Тогаш знаат беа граѓаните. власт, беа и моја и ваша власт. Апсолутно, ние, тогаш да. Значи, не се направени обиди за усвојување. Ова ви влегува во извештај европски. Како тоа? По кој пат, колешке? Не знам колку пати го сменивме, 6, колку, 7 пати. И ова влегува во извештај на Европска комисија, дека ние пак по надворешни влијанија треба да го смениме уставот. Колку пати, колешке, треба да го менуваме уставот по вас? И ако тоа било најдоброто нешто, да прашам, не прашавте ли тогаш вие нас? Дали Димитар Ковачевски ние баравме? Во минатото, кога се потпиша договорот, секе бе вратам малку назад, бидејќи паметам многу. Зоран Заев само што дојде на власт. Во август месец. Под притисок наш од опозицијата, барем направи во јавноста затворена седница, на кој што тогашни мои колеги Илија Димовски, Емил Димитриев и не се сеќавам кој беа, затворена седница по однос на договорот со Бугарија, кој што бил започнат уште во времето на Љупчо Ѓоргиевски, но не бил довршен. Сите наши забелешки, кои што тогаш му беа предочени на тогашниот премиер, излегоа на површина. Добро, ајде да одговорите. Вие велите дека тогаш не предупредувавте дека немаме двотретинско мнозинство, дека нема да може. Супер. Сега е 2025 година. Вие имате двотретинско мнозинство. Така. Сега извинете. Зошто сега вие не го раскините преспанскиот договор? Имате двотретинско мнозинство. Ние не ви требаме. Зошто вие не го смените протоколот и не речите дека во извештајот во 2026 година, ова е за 2025, во извештајот во 2026 година ќе стои дека ние ваква надворешно влијание нема да имаме,
туку решаваме она што се ветуваше, Да, или и да ги стоим за раскиниме, или да ги раскиниме овие договори, па да си тераме како што некој има во план да си тераме, нема никаков проблем, како што кажа и водителот, тогаш таа беше владата на сите, сега сте вие владата на сите и треба да размислувате за сите. И сега имате, како што кажав, двотретинско мнозинство, раскинете ги. Раскинете ги. Мојот став е тој што јас го кажав, бидејќи во тоа време, да се вратам назад, ако имам можност да се вратам назад, и ако тоа е тоа што се нуди на маса, ние пак ќе донесеме некој таков договор кој што ќе биде за доброто на граѓаните. Но тогаш од вувузелите, од тропањата, ништо не може да се слушни, нешто што пак сега, кога сите тие исти тогаш дојдоа да ви укажат дека ништо друго не е загрозено, апсолутно ништо, бевте многу гласни со вувузели и други инструменти Добро, имам и две не може да прашања. дојде. Но сега имате голема можност. Таа што ние немавме. Двотретинско мнозинство. Зошто не ги укинете тие договори кои што еве според вас беа штетни? Протестирањето против тие два договори ве донесе на власт, а сега ништо не гледаме од тоа година и Прашање 15 имам.